Во ова издание, Македонија тагува. Во автобуска несреќа синоќа загинаа 14 патници на пат кон Гостивар. Причините непознати. Денеска Конгресот треба да гласа за финансирање на договорот со кој треба да се избегне уште едно владино затварање в петок на полнок. САД и Русија поддржуваат различни председатели во Венецуела. Во меѓувреме демонстрациите продолжуваат. Трет дел од серијата на Гласот на Америка за кризата. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Конгресните законодавци денеска гласаат за компромисното решение за пограничната безбедност. Новата легислатива не го исполнува барањето од председателот за 5,7 милиарди долари за ѕидот долж јужната граница. Наместо тоа обезбедува 1,3 милиарди долари за бариера околу 90 километри од границата, вклучува и пари за висока технологија за надгледување. Конгресот мора да усвои, а Трамп да ја потпише пред полноќ в петок, за да биде избегнато уште едно владино затварање. А сега одиме во Македонија, која е завиена во црно по синокешната трагична автобуска несреќа. Владимир Мирчевски ги пренесува реакциите. Македонија е во тага за 14 жртви од страотната автобуска несреќа на автопатот Скопје-Тетово. Државата прогласи дводневна жалост. Во Гостивар се одржа комеморативна седница. Повеќето од загинатите се од овој град. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој згаснат живот. Во несреќата повредени се 37, од кои 7 се во критична состојба. Искрено се надевам дека овие 7 пациенти ќе надминат оваа криза и дека понатаму ќе го продолжи лекувањето надвор од интензивната нега на соодветните одели. Според надлежните, со возачот на автобусот е разговарано и тој е пуштен на домашно лекување. Се уште се испитуваат причините за несреќата во која први помогнаа мештаните на Ласкарце, селото каде се преврте автобусот. Поради трагедијата, и знамето на Американската амбасада денеска и утре ќе биде спуштено на половина Копје. Синоќа на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон се одржа панел дискусија организирана од Форумот за демократска Македонија, посветена на перспективите на Северна Македонија во НАТО и Европската Унија. Со поранешниот представник на Стејт Департментот Томас Кантримен разговараше Анета Шијакова. Патот кон НАТО сега е чист од пречки и веќе е време да се размислува за следната цел, која е спроведување на реформите. За Гласот на Америка ова го изјави Томас Кантримен, поранешен вршител на должност државен подсекретар во Американскиот Стејт Департмент. Тој зборуваше на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон. Има уште многу работа и реформи кои треба да бидат спроведени, но јас сум оптимист. Мислам дека актуелната влада е посветена на спроведување на реформите и гледам светла европска иднина за Северна Македонија, рече Кантримен. Поширока верзија за настанот за Македонија во Џорџтаун можете да најдете на нашата интернет страница. А во рамки на серијата на Гласот на Америка за кризата во Венецуела, денеска третиот дел. Официјални лица на Кремљ и руски државни медиуми го опишуваат председателот на Венецуела Николас Мадуро како легитимен лидер и покрај тоа што САД и многу други држави го признаа опозициониот лидер Хуан Гуаидо за привремен председател. Во меѓувреме демонстрациите продолжуваат. Ихар Тиханенка известува. Руската влада и наблюдувачите кои го поддржуваат Кремљ ги споредуваат уличните протести во Венецуела со неодамнешните немири во Либија и Украина и ги обвинија САД за уште еден обид да срушат, како што велат тие, непријателски режим. САД продолжуваат да ги потценуваат режимите за кои не се согласуваат. Венецуела е еден од нивните приоритети во Латинска Америка и во други региони во светот. Со инвестиција од милиарди долари во Венецуела, Кремљ продолжува да го поддржува председателот Николас Мадуро, обвинувајќи го Вашингтон за ескалирање на ситуацијата и опишувајќи ги демонстрантите како екстремисти. Во Венецуела нема месо. Тоа исчезна откако беа воведени ценовните контроли. Вакво нешто никогаш не било видено во Венецуела. Секој ден станува се полош. Социјалистичките политики на владата на Мадуро ја втурнаа Венецуела, некогаш најбогатата латиноамериканска држава, во хуманитарна криза. Милиони ја напуштија државата, а протестите против Мадуро се чести. Вашингтон го призна опозицијскиот лидер Хуан Гуаидо како привремен председател на Венецуела и воведоа санкции кон државната нафтена компанија со цел да го принудат Мадуро да замине. Ова не е Сирија, ниту Крим. Русија нема капацитет да води војна на три фронтови, особено не со САД.
Администрацијата на Трамп вели дека симнувањето на Мадуро од власт ќе го врати просперитетот во Венецуела. Во меѓувреме, Вашингтон испраќа хуманитарна помош во регионот со цел да се адресираат итните потреби од глад и очај на венецуелците. Што слават повеќе македонските граѓани Свети Трифун или Свети Валентин? Помладата популација последниве години повеќе се приклучува на одбележување на Свети Валентин, познат како Денот на влюбените. Некои од баровите покрај Охридското езеро, двата празници ќе се обидат да ги спојат во едно. Повеќе има Мики Трајковски. Свети Трифун или Свети Валентин, два празника кои се слават во исти ден 14 февруари. И додека многумина во Македонија, како во минатото, така и сега, го празнуваат православниот светец Трифун, заштитникот на лозјата и овошките, во поново време се повеќе се одбележува и Свети Валентин, односно Денот на влюбените. Излозите на многу дуќани се во знакот на љубовта. Трифун. А Свети Валентин? Не. Како Трифун, како планирате да? Со ракија и вино. Славевме на времето Свети Валентин, но сега години сме више готово. За мене мислам добро да негуваме нашите вредности Свети Трифун. Јас не го практикувам Свети Валентин. Јас го празнувам така празнично со друштво, со добра музика, со добро вино, традиционално. За Свети Трифун пак се закројуваат лозовите насади, се означува почетокот на режењето на лозјата и новата сезона. Дел од охридските угостители за овој ден ќе се обидат двата празници да ги спојат во едно. Гостите кои ќе дојдат во Вила Еминаријан да престојуват, да преноќат тука, ќе добијат бесплатно вино, значи за добре дојде и вечерта сигурно да можност да дегустираат повеќе вина. Да се обележи заедно нашиот едниот Свети Трифун и секако и католичкиот, некои го слават и тој празник. За влюбените организираме убава романтична вечера во руфтоп ресторантот со добар поглед кон Охрид, а за оние кои го прославуваат Свети Трифун и љубителите на виното, им организираме убава вечер. Иако различни, и Свети Валентин и Свети Трифун имаат нешто заедничко, а тоа е виното и љубовта. Од цвет до храна на боговите. Погодувате, се работи за чоколадато. Но како се прави? Од мал цвет се развива овоше кој содржи семе од какао, односно гравчиња кои го сочинуваат чоколадато. Американците во просек конзумираат речиси по 4,5 килограми чоколадо годишно. Потрошувачката расте особено на 14 февруари, на Валентин, кога чоколадото се подарува во знак на љубов. Джули Табо беше во ботаничката градина во Вашингтон, каде расте чоколадното дрво. Јас сум Бил Маклафин. Работам како куратор за растенија во ботаничката градина на САД. Денеска ќе ви го покажам нашето чоколадно дрво или какао дрвото. Научното име за ова дрво е Теоброма какао. Теоброма е грчки збор кој доаѓа од Тео, бог, и брома, овоше, што значи дека ова е плод на боговите. По природата растенијата ги опрашуваат инсекти. Во ботаничката градина ги опрашуваме рачно. Откако растението е опрашено, се создава зелен плод кој расте од 6 до 9 месеци, зреејќи во жолта боја. Можеме да видиме што има внатре во плодот. Бела пулпа ги обкружува семките, кои всушност се гравчиња чоколадо. Процесот на добивање на чоколадо е уникатен. Семките се ставаат во сад и се покриваат со лисија од банани, пошто се оставаат да ферментираат околу 10 дена до 2 недели. Штом ферментираат, се сушат и подготвени се за обработка по пат на притискање. Производот кој се добива се нарекува кафен ликер, но всушност е прилично цврст и се дели на две состојки – путер од какао и какао во прав. За да се добие чоколадо се прават комбинации со млеко, шеќер и други состојки. Европејците кои како колонизатори дошле во Мезоамерика додавале шеќер и млеко. Така настанало чоколадото кое го знаеме и сакаме денес. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатен ден на влюбените или Свети Трифун. Што и да славите. Пријатна вечер, се гледам утре.